Почитувани, граѓаните плаќаат, а владата крие. Колку чини концертот на Дейвид Гета за независноста? Наместо да заобиколува и да се крие за некакви договорни клаузули, владата има обврска, јавно, да каже колку ќе ги чини граѓаните. Ова само ги подгрева сомнежите дека станува збор за дил во 4 очи, позади кој се кријат дебели провизии. Сите детали мора да бидат јавно објавени. Ние не сме против Дейвид Гета и негов настап. Не сме против концерти и прослави. Ние сме против криминал, против криење информации и лапање пари зад грбот на народот за милионски провизии. Настапот на Дейвид Гета чини најмалку 1 милион евра и оваа сума е само за него. Дополнителни трошоци има за бини, за озвучувања, за обезбедување, придружни актери, што уште повеќе ја крева сумата. Граѓаните имаат право да знаат колку пари ќе се потрошат, од каде се обезбедени парите, зошто немаше јавен повик и тендер, како е одлучено фирмата Авалон да организира државна манифестација, фирма која е со блокирана сметка и е секој пат на листата на должници на УЈАП. И најважно, владата мора да одговори како е дозволено продажбата на билетите за државен настан да оди преку Авалон. Каде завршуваат овие пари и по кој основ токму оваа фирма е вклучена во организацијата и продажбата. Дополнително, познато е дека вакви светски музички имиња бараат високи авансни исплати и до 30%, уште пред одржувањето на концертите. Дали веќе се исплатени пари по овој основ? Колку и на кој начин? Се најавуваат и останати 120 артисти. Кој одлучува кои артисти ќе бидат донесени? Фирмите кои што се занимаваат со ваков тип на настан веќе шпекулираат дека сумата е договорена на над 3 милиони евра, а може да достигне и до 5 милиони евра. Независноста на државата треба достоинствено да се одбележува, а не криминалната организација ВМРО да го корумпира и валка со матни пари денот на независноста.